Вие имате едно ветување, коалицијските партнери си имаат спротивно ветување и влегувате во влада. Се како ќе ги ускладите, не очекувам да биде така лесно како што владата се формира релативно брзо. Веројатно ќе има искри. Со кого ќе разговарам сега? Со градоначалникот на Гостивар или со министерот за здравство? Со многу шанси ќе бидам иден министер за здравство. Каков е вашиот став на најавата на мандатарот Мицковски дека во Македонија ќе влезат 1 милиарда евра? Ова е изборна измама. Не кажувате во кампањата, имате 1300 мерки дека ќе се задолжите за 1 милиарда, само што завршуваат изборите, викате ќе се задолжам за милиарда. Се изнајде решение Скопје-Софија, веднаш може да поминат уставните промени, што е предност во однос на претходната влада. Се замислете, вие седнувате во НАТО 31 членка и се јавува таму грчкиот представник и сака да декларира државата што седи тука која е. Господине Поповски, на што се должи изборното фијаско што го доживеа Социјалдемократскиот сојуз? Во СДСМ имаше пропусти што не беа добри и кои не требаше да останат заради нешто друго, туку требаше веднаш да се сменат. Дали сме ние блиски народи, но различни јазици? Със сигурност сме близки и със сигурност двата езика се различават най-вече защото когато имаме сходни думи, слични думи. Гледајте го новото вечерашно издание на Трилинг во 20 часот и 45 минути.